Својата офанзива во сегментот С Кија ја продолжува со изведбата Pro Ceed, која има нагласено спортски изглед. Предницата е доста агресивно скроена и има детали кои делуваат доста моќно. Pro Ceed е во суштина караван. Караван кој делува многу спортски. Па затоа и контурата е многу ниска, која продолжува се до задниот дел, кој има своји практични работи. Кога ја гледаме од позади, Pro Ceed делува како смалена Porsche Panamera Sportback и тоа го поддржува и со просторот во внатрешноста на ГПК. Тука имаме 598 литра капацитет на ГПК, кој е практично поделен со оваа шина со која можете да манипулирате со внатрешниот простор. Изгледот на Pro Ceed е динамичен и интересен. Гледано од надвор, Pro Ceed е вистински убавец. Сите елементи на дизајнот се онакви како што треба. Но влегувањето во Pro Ceed е малку проблематично поради ниската контура. Еве, ова е мојата возачка позиција и забележувате дека мојата глава веќе удира во тапацирот од покривот, но проблем е што не може седиштето уште повеќе да се спушти. 7-степениот автоматски менувач во синергија со моторот дава многу убав звук. Има многу практични елементи во внатрешноста. Например, безжично полнење на мобилен телефон. Од дополнителна опрема има доста, од грејење на седишта, грејење на воланот, кој е обложен со кожа и со црвени обрубувања, како и седиштата. Исто така има и една шминкерска направија, а тоа е копчето спорт. Со него се менуваат брзините на повисок степен на вртежи, но и се добива многу поинтересен звук, длабок резонантен звук. За доправувачот на Kia Ceed се чувствувате одлично. Откако ќе се сместите во кабината, се уште растојанието од главата до покривот не загрижува, но доколку сте малце во полегната позиција, тогаш нема да имате поголеми проблеми. Зборев околу амбиентот во внатрешноста. Тој е типичен како и за секој Ceed, но опремене со луксузни цитати. 7-степениот менувач е автоматски, но за доправувачот имате и прекинувачи преку кои можете да го контролирате пренесувањето на преносите. А овој звук што се случува во внатрешноста е спортски и резонантен. Но него, доколку сакате, можете да го засилите со притискањето на копчето спорт. Ништо не се случува посебно. Само менувачот ги менува преносите на повисок број на вртежи, а звукот е многу поинтензивен, иако не возите многу брзо. Што се однесува до контактот со патот, јас сум многу задоволен. Pro Ceed е направен по тертипот на Porsche Panamera Sportback и тој сака да се пробие на пазарот со пониска цена и да се додвори на сите оние кои имаат афинитети кон ваков тип на возило. Иако е своевиден караван, го слушате звукот како убаво продира во кабината. Иако е своевиден караван, Kia Pro Ceed се однесува како своевиден
хеджбек, затоа што управувањето е лесно, прецизно, а се случуваат во свиоци мали пролизгувања кои веднаш ги скротува ЕСП-то, но му дозволува на возачот и сам да интервенира. Престојот во кабината и опременоста на ProSeed се безкомпромисни, но има уште една работа која е исто така безкомпромисна и остава силен впечаток на возачот, а тоа е комбинацијата на 1,6 литрениот мотор со 7-степениот автоматски менувач. Пред се, моторот е скроен за одлична перформанса. Тој е од типот на TGDI мотори, односно мотор со директно впрскување на горивото и турбополнач. Од 1,6 литрена зафатнина тој испорачува 204 коњски сили, кои се вистински коњи. Коњи кои знаат веднаш да потегнат во галоп и да достигнат многу лесно максимална брзина. Брзина која не можев да ја почувствувам на овој пат што ја возам, пред се од безбедносни причини. Но однесувањето на моторот и менувачот се одлични. Мене ми се допадна и еколошката ориентираност на овој автомобил. Иако има потентен мотор и автоматски менувач и бензинеце, просечната потрошувачка на 450 км колку што успеав да поминам со него е 8,6 литри, што е сосема добар показател на економичноста. Цената на Kia ProSeed изнесува 33.000 евра. Таа е опремена со многу елементи кои се типични за луксузните возила. Но сепак ова е еден спортбек од семејството на возила припадници во C сегментот. Но изгледа атрактивно, изгледа модерно и изгледа страшно динамично. Ова не е автомобил кој ќе направи бум на пазарот што се однесува до бројките на продажба, но секако ќе го ценат луѓето кои сакаат да имаат одлична перформанса и атрактивен изглед кој ќе измами многу погледи. Тоа беше се што подготвивме за денешното издание на Автомагазин. Следната средба е за 7 дена. До гледање.